Почитувани наши гледачи на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, добар ден и ви благодарам за вашето внимание. Оваа програма се емитува на англиски и на македонски јазик од Мелбурн, Австралија, и тоа на каналите Рамбо и YouTube исто така. И се вика Во Фокус со Силвана Павловска или на англиски In Focus with Силвана Павловска. Денешнава емисија ќе ја водиме на тоест сега на македонски, затоа што веќе го завршивме разговорот на англиски јазик со нашата ценета гостинка, професор доктор Билјана Ванковска. Деновиве вниманието ни го зеде една несекојдневна вест, објавена во Република Македонија, за која што денес би сакале да се запознаеме повеќе. Иако е можно да видиме дали ние во диаспората и пошироко би можеле да ја поздравиме и подкрепиме новата иницијатива и на кој начин. Несекојдневната вест ни доаѓа од Центарот за глобални промени на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, со кој раководи професор доктор Билјана Ванковска. На вас ви е познато дека Билјана Ванковска исто така беше кандидат за председател на Република Македонија на изборите што се одржаа неодамна, представувајќи ја партијата Левица. Од средината на 90-тите години и до ден денес Ванковска е пионерски истражувач на студиите за мир и конфликт на Балканот, вршејќи улога на истражувач и лектор на универзитетите и институтите во неколку европски земји. Таа е автор и на повеќе од 200 академски студии и четива, меѓу кои 5 универзитетски учебници. Уредник е на неколку публикации, а незините дела се исто така објавени надвор од Македонија. Таа има редовна колумна во весникот Нова Македонија и исто така е коментатор за национални и меѓународни медии во Македонија и на глобално ниво. Професор доктор Билјана Ванковска во незината колумна во Нова Македонија, Скопје, објавена на 19 август, значи пред неколку дена, пишува: се срамам и благодарам за се. Професор доктор Билјана Ванковска, добре дојдовте на програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Чест и задоволство. Задоволството е се чини двострано. Ви благодарам на можноста. Ние сме комуницирале на друг начин, меѓутоа сега прв пат гостувам кај вас и многу ми е драго дека вие ја препознавте она порака, би рекла, и крик во колумната, која е навистина необична и несекојдневна и за мене, и еве ми давате дополнителна можност да се доискажам зашто всушност јас тоа се срамам. Ви благодарам навистина на можноста. Зашто се срамите и зашто сте благодарни за се? Срам е така еден збор кој ние го користиме во Македонија и за ситуација во која не се срамиш заради нешто што си начинил зло, лошо, значи совеста е чиста, меѓутоа сепак си доведен во една непријатна ситуација, во една незгода во која како универзитетски професор сум ставена навистина во една ситуација да барам донации за нешто што инаку би требало да го покријат институции, академски, бизнис субјекти, асоциации, здруженија и така на фондации, амбасади вклучително. Значи, зборувам за еден широк спектар на субјекти на кои им се обратив уште пред да бидам председателски кандидат. Оваа конференција Наставничкиот совет на Филозофскиот факултет ја одобри уште есента минатата година, значи ние скоро година дена работиме на тоа. Меѓутоа, одговорот беше или молк, или не, или дури и некои објаснувања. Да, ова е извонреден настан, ќе привлече многу внимание, меѓутоа темата е малку необична за Македонија, да речам. И затоа велам, нели има онаа изрека, очајните времиња бараат очајни мерки, така што во момент на една ситуација во која, знаете, сте се нафатиле и обврзале да организирате нешто,
не партизански, не со импровизации, туку навистина Македонија да ја представиме во едно достоинствено светло и да покажеме дека и ние како македонски научници имаме што да кажеме и како да разговараме со колегите од светот. Велам, дојдовме во ситуација да таа наша идеја се доведе во прашање, бидејќи времето минува, времето лета, октомври наближува. Последната таа наша шанса беше да отвориме канали за донации од обични граѓани. Значи, веќе кога видовме дека организираните субјекти не игнорираат, со исклучок на неколку, морам тоа да го издвојам и тоа должно ке им се должиме за тоа со, нели, кој ќе дое време да кажеме кои луѓе, односно компании ни помогнале. Меѓутоа, се уште сме кратки за некои $1000-2000 од прилика, зборувам за една сума во која активиравме и морам да кажам дека одекот е многу стимулативен, многу предизвикува едни такви емоции на благодарност и трогнатост, посебно кај мене кога гледам студент вложува од странство наши, значи бидејќи на GoFundMe ова платформата не можеме ние од Македонија да си донираме, бидејќи за жал нашата земја нема таму. Не можеме не постои на списокот, да. На списокот не постои, што значи ако некој прашува зошто таа не вложи барем толку, значи јас не можам на таа платформа, меѓутоа можам на друг начин. Работата е во тоа што кој ќе ве трогнат луѓе кои се или пензионери, или студенти, со мали суми, со износи од по 5, 10, 15 долари до 50, до 100, кој колку може. Значи, ние немаме некои големи барења од луѓето, меѓутоа велиме ако ја споделиме грижата и желбата ова да успее, тогаш секој ќе даде по нешто со што ќе се чувствува добро дека помогнал во оваа иницијатива. Мене ми е многу, значи, благодарноста оди на сите тие што ја препознаа уникатноста на оваа конференција. Уникатноста е во темата, уникатноста е во гостите, уникатноста е во отвореноста кон како да речам, публиката која не припаѓа на оној елитен академски дел. Ние правиме конференции на некој изолирано место, па ние меѓу себе кажуваме колку сме паметни, читаме трудови и така. Овде сакаме да направиме една малку поотворена, да речам, платформа во која оној што е заинтересиран може да помогне, може да се појави ако е тука, ако добиеме доволно средства, може би стриминг да обезбедиме, се да луѓето можат и во живо или со снимка од последни или да видат кој што рекол таму. Така што науката е време да излезе од своите аули, од своите предавални, од оние своји конференцијски холови, туку сметаме дека времето е такво критично во кое секој од нас и во Македонија и надвор од Македонија треба да се ангажира, бидејќи ние сме сериозно загрижени каде оди овој свет. Да. Насловот на ова меѓународна конференција е Cooperative Multipolar System in Quest for a New World Order. Кажете нешто повеќе. Самиот наслов, иако отпосле разбрав дека некои луѓе малку ги плаши на нов светски поредок, па тоа го поврзуваат со разни теории на заговор. Не, ова е научна, стручна терминологија која е добро обмислена. Централната теза е мултиполарниот систем постои, веќе е создаден. Да. Прашањето е дали тој ќе продуцира уште повеќе конфликти, не дај Боже,
некоја глобална катастрофа, или конечно ќе се освестиме дека ние мораме да соработуваме. Мораме да соработуваме и со системи и држави со кои можеби не споделуваме еднакво гледање на политичкиот систем или на економскиот систем или на некои други елементи што ги одликуваат, меѓутоа платформа за разговор, за диалог мора да постои. Ние како луѓе од академската фела веќе ги чувствуваме бариерите. Разбирате, значи, евентуално мое појавување на некоја друга страна на светот би се видело као вау, каде отишла и дали е тоа непријателски гест, или ако некој оттаму дојде тука, не е ова западната култура, начин на размислување и слично. Ние сакаме, еве, може би амбициозно или преамбициозно, меѓутоа сакаме во Скопје навистина и досега сме на добар пат да обезбедиме соговорници од различни делови на светот, со кои можеби ќе се најдеме во некои делови од она што е заедничко настојување за миролюбив свет. Со некои работи може нема да се сложиме, меѓутоа тоа е науката и тоа е академска и интелектуална, би рекла, критичка дебата, мисла и потреба да се запознаеме. Бидејќи јас не сум растена сум во биполарниот свет, меѓутоа со онаа среќа што Југославија ни ја нудеше како неврзана земја, немавме предрасуди, ни кон запад, ни кон исток, работувавме со она што сега се вика global majority, глобално мнозинство, со земји од Африка, од Азија, од Латинска Америка и така натаму. Значи, јас доаѓајќи формирана веројатно со тој поглед на светот, еве се уште ми се враќа тие, да речам, и искуства на таа држава, кои зошто да не ги примениме и искористиме барем во академска и интелектуална смисла. Велам, одлуките ќе останат на оние што се носители на одлуки и водење на политика. Ние сме тука прилично немоćни да влијаеме силно на нив, меѓутоа можеме да апелираме да бидеме совест на човештвото. И меѓу другите работи што, например, во последно време ги правам е што сум дел на една листа иницирана од познатиот професор Ричард Фолк од Принстон универзитетот, човек на свој 94-5 години кој е се уште активен. Иницирана е и од Ахмед Давутоглу, поранешниот премиер на Турција, значи и една феноменална група на интелектуалци од светот под назив Совест на човештвото, поврзано со случувањата во Газа. Значи, откако почна ова крвопролевање, практично секојдневни ужаси што се случуваат, ние се групираме на разни начини, действуваме на разни начини и Скопската конференција треба да биде еден од тие начини. Одлично. Да зборуваме сега за промени, и ова е промена, нели, вашето организирање на таква конференција ќе доведи до промени. Промена е можна во Македонија. Чудно малку што одзивот од институциите и други организации околу финансирањето не е толку, мислам, не радува. Меѓутоа се надеваме дека ќе го сменат нивното мислење и ќе можат да вложат некакви средства. Дали постојат некакви докази кои водат кон спознавање и разбирање на нештата што постојат, кои ја попречуваат појавата на нов светски поредок во Македонија? Македонија како општество, како држава, како политичка, да речам, структура, изгледа си ја фатила страната. И таа страна, како што, сега да ги цитирам албанските политичари од ДУИ, ама не мислам дека и овие сега мислат нешто поинаку, сонцето за нас се раѓа на запад. Се раѓа, зајдува, се случува на запад. Тоа е далеку од реалноста на светот. Затоа преска кога го спомнав зборот глобално мнозинство, не беше случајно. Светот е сепак голем, доволно многу поголем од она што ние го замислуваме
Запад и само Запад. И оно што пречи е безгрешноста на се што доаѓа од Запад и дека ние мораме безпоговорно да го следиме, да веруваме во тоа. И секој што поинаку мисли е практично дисидент или, не дај Боже, и непријател на државата. Мислам дека промените се дилектика, се една природна, да речам, и обшествена законитост, која ние и да сакаме и да седиме мирно, нештата се менуваат, се случуваат. Прашањето е дали ние ќе бидеме пасивни посматрачи на нашите животи, дали во време на морална криза и безбедносна криза од најголеми размери во светот, ќе си седиме мирно и ќе си гледаме во телефоните или филмови, спорт и слично, или ќе се активираме. Значи, јас мислам дека Македонија има потенцијал во дел од општеството, дури во еден дел кој мнозина така што се сметаат себе за елита и за нешто посебно, го подценуваат. Обичниот човек разбира што е праведно, што не е праведно, донесува судови, меѓутоа нема начин да го артикулира тоа. Наведом изгледа дека светот е фиксиран во некаков поларизирачки однос на Западот наспроти се останато и дека сите останати се диктатури, лоши и така натаму, дека само Западот е факелот на вистината, правдата и слично. Тоа го продуцираат и елитите со своите политики на прилично, така да речам, вазалски однос кон господарите од Запад, кои им ги благословуваат од мандатите на високи политички позиции до се и се што. Вклучително и во академијата, ако сакате, за да бидам поканета на некоја конференција, треба да бидам политички коректна. Кога не сум политички коректна, ќе бидам дистанцирана, се разбира. Така што лимитирачки фактори постојат. Меѓутоа, нашето тврдење и акција е да покажеме дека постојат и алтернативи и дека наспроти оној слоган "There is no alternative Tina", принцип нема друга алтернатива, ние зборуваме на светот му се потребни различни алтернативи, ајде да ги разговараме, за да најдеме миролюбив начин на уредување на светот. Вака, како што е сега поставен, светот оди во многу лоша, апокалиптична, да речам, насока, и секој човек со совест сега би требал да биде навистина вознемирен, загрижен и со добра волја да се обиде да помогне. Ја не велам дека ќе го смениме светот, ама ќе бидеме актери кои работат во таа насока, односно на вистинската страна, да речем, на историјата. Да, бидеме активни наместо пасивни. Докази базирани на истражување кои би биле една почетна рамка за воспоставување за тоа какви политики за промени во општеството би воделе кон алтернативна иднина, зар не? Постојат бројни истражувања, за жал постои тука еден вид, како да речам, на западна хегемонија во делот и на научната мисла. Делумно е тоа поврзано и со јазикот, кој е лингва франка, англискиот јазик, продукцијата, нели? Така што ние сме ограничени за се оно што е научна мисла, платформа, идеја, истражувања за тековни проекти, реформи. Да речеме прашањето како една Кина од најсиромашните земји успева за неколку децени да создаде средна класа, да направи високо развиено општество, зошто да не биде достапно да се чуе, да се прочита, да се види. Да скратам долгата приказна, кратко да ја кажаме, дека научниците се често пати фрустрирани. Знаете, имате анализа, имате емпирија, имате докази, имате, што велите, факти засновани на емпирија. Меѓутоа,
водечката елита е глува, слепа за тоа што е наука. Науката повеќе постои изгледа за продуцирање дипломи, за студенти, запиши, отпиши, дај магистратури, докторати, отколку да и помага на државата. И тука мислам на сите науки, се разбира, од техничките до обшествените, хуманистичките и кои да се, природно-научни и така натаму. Значи, имаме политичка елита која е самата прилично неписмена, не веќе бидам груба да го кажам тоа, и во политичка смисла, притоа не слуша попаметни од себе, смета дека ние сме најпаметни и кога ќе дојдат на власт, фактички во моментов имаме дури и двајца универзитетски професори кои се на врвните позиции во државата. Тоа би во некоја друга околност веројатно би значило дека тие луѓе знаат што академијата, научната заедница има да понуди, па ќе ја консултираат. И да бе вратам не толку назад во минатото, значи ова не станува збор дали оваа гарнитура или друга, зборувам за сите во континуитет. Кога го решаваа под наводници прашањето со името, Грција имаше тим од преку 150 научници, професори кои во Атина ги ангажира за потребите на владата. Како советници околу Преспанскиот договор. Разбирате, повеќе глави мислат подобро и нудат подобри идеи. Во Македонија не имавме скриени, не ги знаевме. Анонимни. Ја можам да ги погодам бидејќи се блиски до мојата сфера, ама да не ги спомнуваме имињата. Меѓутоа, јас знам за себе, за многу луѓе околу мене, дека никогаш не биле прашани. Еве го документот, кои замки ни следуваат, дали нешто овде лежи опасно, како да го испегламе. Не. Значи, никаква консултација со академската заедница. Така што ние некогаш сме или оставени да се прикачиме за политичките елити, па да добиеме некоја функција, министерска, директорска, ваква таква, или да бидеме така, нели, позитивно гледани, или да се обидеме сами, да викаме ало, wake up call, разбудете се, има и нешто друго да се каже. Така што дел од нас си одбрале да речеме таа позиција да не бидат во меинстримот, туку да се обидуваат да барем да продуцираат прашања, барем да им поставуваат тешки прашања, барем да кажуваат дека не е се така праволиниски НАТО ЕУ и мет и млеко ќе тече во Македонија. Не е така. За жал светот се смени. Ниту НАТО е тоа што беше, ниту Европска унија ќе ја биде вака како што тргнала. Така што ние, не знам како, меѓутоа мораме да дојдеме до сознание дека нам ни е потребна национална политика и за домашните горливи прашања и за нашето место во светот што се менува. Зошто инаку ќе не нема. Ние веќе почнуваме во собствената држава да исчезнуваме. Да. Прашањето кога Македонија ќе почне да ги третира државните и странските политики како инвестиции, нели? Кои создаваат или од кои може да се добие корист и добробит за еднината на населението на македонците во Македонија. Да се гледа позитивно. Така е, тоа би требало да биде, значи, во една мала држава која има и ограничени ресурси, реално, објективно, значи, мала е територијата, малку капацитет имаме од најразличен вид, а сега имаме и се помалку луѓе, бидејќи се иселуваат младите, ние стариеме, нацијата старе, значи, сега е буквално време за аларми на националните власти да водат сметка што може најдобро да се направи со овие капацитети што ги имаме, како најдобро да искористиме, ке ми простите на зборот диаспора, меѓутоа тоа се нашите деца. Јас имам 3 деца кои се диаспора, ама јас и ги сметам и тие себе се сметаат за дел од Македонија. Сите 3 се со докторати, и не зборам за моите, зборувам за една цела плејада на брилијантни млади луѓе, па и повозрасни кои можат да ја помогнат на татковината.
ама ако знаат дека таа нивна помош е ценета, оди на вистинско место, нема некој да ги искористи или злоупотреби. Да. Така што разбирам дека дури овие мостови на диалог изгледа треба да ги почнеме и помеѓу нас тука во Републиката и сите вие што сте надвор, а сте дел од нашето битие, нашето ткиво. Точно така. И ние што сме надвор од Македонија, без да навлегуваме заради кои причини сме надвор од Македонија, се осеќаме дека татковината наша е Македонија и ние сме македонци. Тоа е во крвта, во срцето на секој еден македонец, без разлика дали се дојдени овдека мали или повозрасни или се родени овдека, се кажуваат дека се македонци и ги влечи и гледаме дека нели секое лето почнувајќи од април, мај месец, тие се во Македонија, одат дома. Си одат дома. Дома. Зборот дома има посебна вредност. Навистина, дома си е дома, дури кога си некаде, кога ти е убаво и си успешен и докажан, ама корените се нешто што се негува и мислам дека не исчезнува од нас и низ годините. Така што сосема сте во право. За конференцијата сега малку нешто по-обширно. Вие имате покането личности, видни личности. Спомнете ни накратко кој интересот кај луѓето кои што ќе дојдат, ќе одржат предавање, ќе учествуваат на дискусии и така натаму. Навистина може да звучи нескромно, јас да кажам дека носиме извонредни луѓе кои за прв пат ќе се обретат на македонската јавност, некои повеќето всушност во живо, на лице место, ќе дојдат во Скопје. Нашата најголема звезда Джефри Сакс од Колумбија универзитетот, познатиот и активист мировен, би рекла, во ова време тој зборува како да се сочува мирот, еден од овие загрижени глобални граѓани, би рекла, и човек што е ангажиран преку Обединетите нации за она што се вика економски одржлив развој, социјален, социоекономски и така. Тој ќе учествува онлайн, зашто еве исто така ни требаат средства за да го направиме пренос од комуникацијата безпрекорен, нели во техничка смисла. Знаете, велам, имаме плејада на брилијантни луѓе кои едва и јас се радувам како дете што ќе дојдат во Скопје, ќе се обидеме да им покажеме колку што можеме, барем од нашиот главен град, и од она што е наша гостолюбивост и наука и ум, значи за да видат дека овде имаат соговорници. Инаку е многу тешко да привлечете такви големи имиња да ви дојдат во Македонија. Македонија, за жал, е во периферија. Некој човек на кого светот му е отворен и може да ја одбира по кој крај и кој главен град ќе презентира пред огромна публика, па дури сега да бидеме искрени за хонорари. Во нашиот случај сите се без пари, ние само се обидуваме да бидеме добри домаќини и некои кога ми забележуваат, ама не, ние правиме конференции, гостите сами се плаќаат. Велам, да, има и така. Меѓутоа, ако се ограничиме на гости кои доаѓаат од соседството, и тука некаде завршуваат се, тоа не е меѓународна конференција. Јас на овие луѓе сум им благодарна за времето. Значи, ако некој тргнал од Канада или од Кина да дојде во Скопје за 2 дена, 3 со денот на пристигање и да замине, тоа е огромна жртва. Вие поминувате, вие знаете и од Австралија кога си доаѓате дома, колку е тоа мачно, но барем имате време да се прилагодите, опоравите, одморите. Овие луѓе ќе дојдат за нас да ни направат чест. Мислам дека за тоа треба да сме им бескрајно благодарни. Се разбира без никаков хонорар, да го кажат тоа што го имаат, да се обидеме да воспоставиме соработка која нема да заврши на оваа конференција. Се надеваме дека овој наш центар, кој ја уште си го викам бејби центар, бидејќи нема ни една година како функционира,
да го заживееме, да видат и тие дека овде имаат соговорници, па ќе произлезат можеби други проекти заеднички и слично, така што ова е инвестиција и во нашите студенти кои се поканети да дојдат да слушаат, се разбира. Се тоа како што реков, ќе го направиме што поотворено, што потранспарентно, затоа што сакаме умните зборови да допрат до што повеќе луѓе кои сакаат да слушаат умни луѓе. И сега да не ги набројувам имињата, малку е жално да ви ја кажам оваа трагикомична можеби ситуација, да до пред 2-3 дена имавме некаква аматерска, ама блог веб страна на која ги имаше сите податоци за конференцијата, програмата, спонзори, целите и се што е важно, нели? Страницата интернет исчезна. Сега во моментов не можам ни да ве упатам на таа страница. Јас нема. Не сакам да мислам на некои сценарија, ете, може технички некој проблем, ние се обидуваме да си ја вратиме, сега кога ни доаѓа конференцијата многу близу. Меѓутоа ве уверувам, значи програмата си постои, јас можам да ја споделам со било кого. Гостите во првиот панел се извонредни од Джанг Вејвеј, од Фудан универзитетот, професор од Кина, еден од топ во Шангај универзитети, професор по меѓународни односи, политички науки, кинескиот Фукујама го нарекуваат, зашто е навистина еден исклучително мудар човек, наспроти оној Френсис Фукујама во САД. Тоа е нели диалогот на цивилизациите. Јан Оберг од Лунд е мој долгогодишен пријател, личен, морален херој, мировник кој минал многу години во оваа кауза. Тој доаѓа, Радика Десај е професорка од Канада, експерт за геополитичка економија, значи геополитичките односи во светот ги анализира. Ричард Саква од Кент универзитет од Британија, кој е експерт за руската политика и односите со Западот, меѓународната констелација и слично. Имаме, значи, море плејада на извонредни спикери, од кои повеќето ќе бидат и физички присутни, јас барем се надевам ќе успееме. Така што ова би требало да биде едно освежување, да речам, на нашата и јавна и академска сцена. Како може македонската диаспора да помогне во оваа меѓународна конференција? Имате ли потреба за маркетинг или социјални мрежи или донации? Спомнавте пред малку, може секој да донира преку таа страница, веб страница што е создадена, како ја нарековте? GoFundMe. GoFundMe. Така. Значи, вака, прво, еве лична благодарност и вам, ова што денес го правиме е еден од начините со кој помагате ова што ние овде го работиме да стаса. Јас кажав, јас се обратив конкретно на првите луѓе на Сдруженијата на македонците во диаспората на сите континенти. Добив одговор, ќе ја споделиме веста и толку. Ни долар, ни денар, ни ништо не стаса од таму. Меѓутоа стасуваат поединечни донации за кои сум бескрајно благодарна. Дали се $10, 20, 50 или 100, тотално ми е небито благодарност е подеднакво голема, бидејќи знам луѓето го прават она што можат да го направат. Оваа страница GoFundMe мене лично ми беше и непозната досега и бев доста скептична, кога практично еден поранешен студент на професорот Джефри Сакс од Колумбија, еден млад човек кој е многу успешен како економист во Америка, со месеци ме убедува професорке, ајде да пробаме ова, јас ќе ви бидам, бидејќи ние од Македонија не можеме да го стартуваме, тоа не сме на листата, нели, на земји. И јас бев скептична, велам, кој ќе даде донација за научна конференција, знам некако
поголема склоност е дали да имате емпатија за некој што има здравствен проблем, хуманитарен, Да, пожари. да. Јас сето тоа, значи, длабоко го чувствувам и го почитувам и сега велам која сум јас да барам за ваква работа. Меѓутоа, ме убедија неколку луѓе дека оваа конференција е навистина специфична, дека тие веруваат во ова што еве досега го зборував и дека треба да го скршиме мразот на оној утабан пат по кој само се врви и се рециклираат некои теми и да пробаме нешто поинако да представиме. Значи, таа страница може да се најде на мојот Facebook профил, веднаш кога се отвара профилот, прво како пин ова пост е ставена ова страницата, линкот безбедна финансиски аспект, значи 100%. Човекот што стои за тоа, бидејќи јас не можам нели да го направам, е деновиве во Скопје, баш планираме сега средба, план околу овие средства што ги собравме. Кога ме прашуваат колку уште ви треба, јас велам кога би имале уште 1000-1500 долари, значи таму е ставен некој максимум од 10.000, да не се плашат луѓето, не планираме да собираме толку пари и оној момент кога ќе ги постигнеме овие наши елементарни потреби, ние ќе затвориме страницата, ќе се заблагодариме на сите и ќе почнеме со организирање. Така што, велам, човекот е тука, човекот бескраен ентузијазам, интелект и доверба. Имам јас, не сум го сретнала, прв пат ќе го сретнам сега, меѓутоа некој што верува и во неговиот професор, сакси во мене, кој сакаше да помогне и еве бескрајна благодарност му изразувам и на овој начин и на сите оние што ја препознаа, вклучително и вие, јас мислам дека веќе споделивте колумната, зборувавте на вашиот профил, од тоа произлезе неколку контакти кои веќе се јавија, кои реагира, кои уплатија одредена донација. Така што, еве, прв пат сум зачудена дека и на овој начин нешто може да се направи, меѓутоа овој млад американец, македонец во Америка ми вели, ако не им е срам на Камала Харис и Трамп секој дневно да ми праќаат имејлови, да ми бараат пари, зашто вас би ви било срам? Ама, ете, јас имам едно чувство дека може би парите сите заедно треба да ги насочуваме кон луѓе кои се во поголема мака, ама се наоѓам во ситуација во која нели очајни времиња бараат очајни мерки и мислам дека сме близу до некоја нели цел во која ќе речеме ви благодариме на сите. И еве, ова е уште еден апел, уште малку да се потрудиме. Ако стасаме барем на таа летвичка до 5.000 долари, сега сме преку 3.300 или не знам 400 колку ли се во моментов, ќе биде повеќе од она безбедна дестинација во која навистина ќе можам одговорност да земам пред сите вас и пред вас со која денес разговарам и пред сите што не слушаат, дека тоа што го сме го правила, сум го правила, дало резултати. Ја имам само еден образ и немам намера да си го потрошам во една ваква прилика. Особено, знаете, не на 65 години, која си редовен професор пред пензија, не ти треба нешто повеќе, ама ова го правам стварно со многу ентузијазам и мислам дека ќе биде некоја круна за окружување на некаква моја патека во тој дел. Многу радува. За ваша информација, информациите што ги дадовте, споделивте на социјалните мрежи, кои што се како што спомнавте и јас ги споделив, не само со луѓе и групи кои што постојат во Австралија, туку и надвор од Австралија. Така да се надевам дека ќе се јават од други места во светот и ќе можат и тие на некаков начин да помогнат, дали финансиски или на друг начин.
Јас, додека го водевме разговорот на англиски јазик, ви го поставив прашањето околу кандидатурата за председател на Република Македонија и кои се тие три најважни лекции, дали нешто се научи од тоа искуство кога бевте кандидат. Ако слободно можете да одговорите на тоа прашање, би сакала да ве слушнам и знам дека нашите гледачи исто така би сакале да ве слушнат на македонски јазик, така да повелете. Благодарам. Јас и во разговорот на англиски исто ви кажав дека ова е најтешкото прашање од овој наш разговор, бидејќи не го очекував. Меѓутоа, во право сте, сега веќе има време да размислам дека иако тоа што јас си го нарекувам една политичка авантура или излет во политиката, бидејќи јас никогаш не сум била носител на никаква јавна политичка, па дури ни раководна функција ни на универзитетот, се нафатив на нешто што мислев дека има смисла како начин да промовираме нов поглед на светот и она што го зборувавме дека нема една алтернатива, туку постојат повеќе 4 страни на светот. Светот е во сериозна состојба. Македонија мора да ги менува работите и да си го враќа суверенитетот ако сака да преживее, ако не други нека не посвојат. Влегов во тоа и само што заврши таа кампања, практично влегов во ова што ми е професионална обврска околу конференцијата и се уште не сум имала време да ми се сталожат сите тие впечатоци, меѓутоа искрено ќе ви кажам дека оној професор што предава политички систем со години, во првиот семестар, во прва година студии, така ми е предметот закон, и таму ги учам студентите што е демократија, што се избори, кои се институциите, која што прави и така натаму. Таа професорка е сега збогатена за едно друго искуство како инсайдер, како некој што можел однатре да ги види работите кои инаку сум можела да ги предпоставам, ама не сум можела да ги посведочам. Сега веќе тоа искуство останува и е вредно. Јас тргам од тоа дека секое искуство е вредно и позитивно и негативно човек учи од тоа. Така што веројатно ќе остане уште многу материјал во мене да преврие, да ферментира, за да тоа се срочи во некоја конкретна мисла. Меѓутоа забележувам не само еве вие што го поставивте прашањето, меѓутоа сега кога комуницирам и со странски медиуми, платформи кои ме покануваат да разговарам за глобални прашања или било што, просто инсистираат и на тој дел од мојата биографија. Значи, сакала, не сакала, делот дека е бивш председателски кандидат останува, нема бегање од тоа, се разбира. Јас се надевам дека тој пат го истрчав најдобро што можев, достоинствено, дека застапував нешто во што верувам, не заради битка за позиција. Се знаеше дека сум аутсайдер, кога одите со мала партија, се знае. Да сакав на сигурно ќе одам со голема партија, ама идејата беше поважна тука. И мислам дека, ете, ќе живеам и со таа додавка во мојата биографија. Ќе покаже времето колку сум била, како да речам, на правата линија или сум ги предвидувала работите за кои се обидував да опоменам и тогаш зборував дека јас себе се чувствувам сама наспроти 6 останати кандидати, против кандидати кои рециклира една иста терминологија. И сега во вршењето на функцијата на новата председателка, јас не гледам радикална суштинска промена во функцијата председател,
Повеќе е тоа културно-забавен живот, некои протоколарни средби, сликања, фотосесии, културни настани, ништо од она што е државна политика. Јас, кога себе се замислува во таа, да речеме, потенцијална позиција, се замислував како некој што ќе биде борец, ако треба, и со владата, и со другите институции, за да се поттикнат да не си го поминеме летото како лето и летување, туку да почнеме да работиме и да видиме кои ни се приоритетите, кои ни се предизвиците и да гледаме, знаете, зад ридот. Не она првиот рид и до тука гледаме, понатака не ми не, зад ридот се случуваат уште мал милион работи и тоа некој треба да го прави. Значи, нас ни фали визионерство, стратегија на долг рок, и за сега не го гледам, за жал. Мојата улога заврши. Јас тоа го завршив што го завршив, сега и можам да се посветам на она што го работам цел живот и ќе видиме за понатаму. Тоа е од прилика резимето. Професор доктор Билјана Ванковска, ви благодарам за разговорот, вашето и за вашето отстапено време. Се надеваме дека овој озбилен настан од големо значење за Македонија, не само за Македонија, туку и за светот, нели? Меѓународна конференција ќе биде успешен и ќе продолжи да го разбранува според вас жабурникот со инакви идеи и погледи на светот. Ви благодарам. Многу ви благодарам. Јас ви останувам должник за ова време што и вие го одвоивте и овој канал на комуникација, особено до луѓе до кои јас како поединец не би можела сама да стасам. Значи, ова веќе го сметам за некој заеднички потфат и големо благодарам за можноста. Ви благодарам. Разговор водевме со професор доктор Билјана Ванковска, раководител на Центарот за глобални промени на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Македонија. Според Ванковска, непоправлив бунтовник и борец за подобар свет и подобра наука, која смета дека треба да бидеме дел на глобалниот диалог за мултиполарниот свет. Уште еднаш ви благодарам. И наши почитувани гледачи и слушатели, ќе ве оставиме со една инструментална музика до нашиот следен пат. Бидете ми здрави, живи и весели. Се гледаме и слушаме следниот пат.